Едно од екзотичните овошје на нашите простори е и не толку популарната и прифатлива за сите мушмула. Низините 5 минути се во ноември, токму овој период, и кај нас се консумира исклучително кога е созреана. Види, оно сирово се јаде, стасувано, постепено се стасува, како се јаде, и чубаво е многу за јадење. Јас сам од Радовишкиот крај, има и скоруш и това е како мушмула, и мушмулката на дрво, нели, растение, овошје. Овошје, да, и многу витаминско. Она што за многумина е непознато, а звучи интересно, е созревањето на мушмулата што тече постепено. Потребно е време за низиното созревање, односно ферментирање. Она стасува у фази, така да ќе оберат, знаат производителите кое време и ја стават на место кај што одветно и постепено стасува. Не може мушмулата да стаса целосно сето во исто време. Освен по својот вкус и специфичност, мушмулата е позната и по многу често употребуваната сентенца мушмули. Во кој контекст народот го ставил ова овошје на сите им е познато, но упатената порака во секој случај не е добра. Сепак, кога ќе се спомне нејзиното име, првата асоциација е оваа. Мушмула си е мушмула. Што е тоа? Тоа убаво е и за здравје, и за срце, за се убаво ти е мушмулите. Кој што знае? Овошје. Овошје. Не знам. Мислам, дали сурово се јаде или? Тоа кога се стасува, тога зелени не се јаду. Не се јаде. Мушмула? Да. Немам појам нешто за јадење. Убаво е нешто. Мушмула е како јаболка. Да? За јадење. Мушмулата потекнува од Југозападна Азија и Југоисточна Европа. А во Европа првија долеле римјаните кои меѓу првите ги откриле низините благодети. Многу одамна. Дали знаете дека постојат записи уште пред 2000 години пред нашата ера за ова невообичаено овошје? Ова е тоа овошје за кое што говориме. А еве кои останати производи по кои цени денеска беа барани на Штипскиот пазар. Прас 200 денари за сноп од 30 парчиња, јаболка 50 денари за килограм, граф 80 денари за килограм, марула 29 денари за парче, зелка од 25 до 30 денари за килограм, домати 40, банани 60, кромит од 20 до 30, компир 25 и мушмула 50 денари за килограм.